Православните христијански верници во земјава утре го слават Бадника, вечерва се палат традиционалните колидарски огнови. На една од локациите во Скопје е Афродита Рамос. Афродита, дали огновите веќе се разгорени? Љубица, екипата на Канал 5 се наоѓа во скопската населба Волково. Пристигнавме за да присуствуваме на една драга народна традиција, тоа е палењето на бадниковите огништа. Како што можеш да видиш зад мене, оганот се уште не е запален, но течат подготовките, се носат масите, казаните, озвучувањето е веќе на место, се е полека подготвено за да стигнат и соседите. Впрочем, обичното време кога започнуваат овие народни собиранки е некаде помеѓу 19 и 20 часот, но ние пристигнавме малку порано за да ги пренесеме и подготовките. Љубица, за голем дел од свештениците ова е релативно нова традиција која нема темели во религијата, но сепак останала како една душевна народна собиранка, секој од соседите да донесе нешто за јадење, за пиење од дома, да го постави на комшиската заедничка трпеза со заедничкото лепче со паричка, да се скрши меѓу соседите, да се види кој е кумот за наредната година. Секако се е во духот на таа местна иницијатива каде што соседите заеднички се собираат со традиционална музика, песни и ора заеднички да го прослават еден од најголемите христијански празници. Како што вели народот, кај да си за Божик дома да си, па еве и во тој дух архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан испрати божикно послание. Во текот на денот тој им ги честита божикните празници на, како што вели, сите чеда на Македонската православна црква каде и да се низ светот. Затоа тука ќе искористам приликата и од ова теренска екипа на Канал 5 и ние да им ги честитаме божикните празници на нашите гледачи. Ние остануваме да ја проследиме прославата. Се надевам дека повеќе детали од атмосферата ќе можете да испратиме во следното вклучување. Студио. Ти благодарам. Афродита Рамос во живот Волково, една од локациите каде вечерва се палат коледарските огнови.